Специјалната обвинителка и председателот на Советот на јавни обвинители се сретнаа на кратко и се договорија следната недела повторно да се видат но во поширок состав. Јанева да дојде со 5 обвинители од СЈО, а Аневски да ја пречека со членовите на Советот на јавни обвинители, за да разговараат зошто специјалното јавно обвинителство го повлече обвинението за пуч. Специјалната обвинителка не даде изјава, а Аневски рече дека денеска не ја прашувал конкретно за случајот пуч, туку дека договарале како да го преземат предметот од СЈО. Списите од предметот, но и образложението од СЈО им се потребни за да одлучат по представката на МВР, кое бараше јавно обвинителскиот совет да испита зошто Јанева се откажа од обвинението за пуч. Се договараме околу начинот на превземање на предметот пуч од страна на Советот на јавни обвинители. Не цел предмет, него оние работи кои нас ќе ни бидат потребни. Се договоривме идната недела да одржиме заедничка средба со обвинителите од тоа јавно обвинителство, 5 на број, и членовите на Советот, па ќе се договориме околу натамошните чекори за разјаснување на овој случај. Кои делови вас ви интересираат од предметот? Што велите конкретно ќе побарате одредени делови? Целиот предмет нас не интересира, од кои причини се откажале од гонење на обвинетите 5 лица од тој предмет. Има од вас са обвинителите, госпоѓа Јанева? Немам коментар идната недела. Кога идната недела? Не знам, ќе се договориме со Советот. На 18 јануари СЈО го повлече обвинението против лидерот на СДСМ Заев, екс-разузнавачот Верушевски, неговата сопруга, вработен во МВР и вработен во општина Струмица, кои се товареа за шпионажа, прислушување и насилство против представници на високите државни органи. Од специјалното со соопштение образложија дека доказите што ги поседуваат од предметот, но и од истрагите за Тврдина и Таргет се во спротивно со она што е напишано во обвинителниот акт и најавија дека ќе приберат дополнителни докази за да се утврдат сите детали околу аферата со прислушкувањето. Ваквата одлука предизвика лавина реакции на различни коментари. Од ВМРО ДПМН со серија пресконференции ја обвинија Јанева дека постапувала непрофесионално и дека го штити Заев и покрај тоа што има докази против него. Од СДСМ пак оценија дека се докажало дека пуч е монтиран случај и дека помина времето на нарачани истраги и пресуди. Сега постапката на Јанева ќе ја мониторира и оценува Советот на јавни обвинители.